Основните забелешки на нашиот систем за намалување на казните е многу кусиот период што го возможуваат. Истакна председателката на државата Гордана Силјановска-Давкова во вчерашната посета на Штип. Таа вели дека правото на помилување е човечко право и се оценува социјализацијата и ресоцијализацијата. Работата е во рацете на Комисијата за помилување. Претходно стигна предлог од Министерството за правда. Се видов дури со министерот за правда. Би ги опиша сите случаи, само да објаснам заради јавност. Кога човек ќе чуе помилување, мисли дека некој е целосно ослободен. Овие помилувања се однесуваат на 3 месеци главно и еве изјавувам пред јавноста дека една од основните забелешки на нашиот систем на помилувања, или ако треба попрецизна да бидам, на намалување на казните е многу кусиот период што го возможуваме. Зошто го потенцирам овде? Јас уште еднаш кажувам дека и луѓето кои ќе сгрешат во животот еднаш или повеќе пати, ќе се најдат во затвор, остануваат луѓе. Дека правото на помилување, или како некога што го нарекувале на милост, е човечко право и дека се оценува социјализацијата или ресоцијализацијата откако ќе се најдете во затвор. Она што е најважно при помилувањето е судот, ниту Министерството за правда, ниту Комисијата за помилување можат или смеат да играат улога на истражни органи, додава Силјановска-Давкова. Како се однесувате кон стореното дело, кон оние околу вас, кон работните обврски и така натаму. Значи, во овие луѓе, ама и во предходните, според нашата политика, секогаш се наоѓале луѓе на кои што им била, значи, редуцирана или им биле простени последните 3 месеци од одслужувањето на казната, или пак 3 месеци заради тоа што веќе одслужиле дел од казната и почнале работно да се ангажираат, или имаат контакти, имаат дома родители, имаат деца на кои им се потребни. Јас така гледам на овој процес. Се разбира дека она што е најважно при помилувањето е што, повторно ќе кажам, судот. Значи, да повторам, ниту Министерството за правда, ниту Комисијата за помилување можат или смеат да играат улога на истражни органи. Да се јавуваат во АНБ, да се јавуваат во Агенцијата за разузнавање, за да ги проверуваат луѓето. Она што додатно го истакна председателката Силјановска-Давкова е тоа дека најважно е кој и како ја прави селекцијата во затворите за намалувањето на казните и кој го нижи досието. Ако внатре ги нема сите потребни елементи, тогаш ниту правда, ниту останатите можат да имаат представа за луѓето.